Добар ден и од мене. Не можеме да го скриеме задоволството кога сме дел од вакви настани, каде што можеме да сведочиме на исполнети ветувања, даден збор кој што граѓаните можат да го видат и на дело. Тоа што се ветува, тоа и се реализира. Денеска покрај спортската сала овде бевме и на посета на спортско игралиште исто така. Овде во Стајковци, ново фудбалско, кошаркарско, детско игралиште исто така имаше во тој комплекс. Така што се работи, се реализира ветеното и тоа веќе го чувствуваат граѓаните на секаде во Македонија, каде што ВМРО-ДПМН има своји градоначалници. Ке повторам, не им е лесно. Обструкции на секој чекор, некаде се одземаат ингеренции, се намалуваат дотации, се кратат дотации. Никој од градоначалниците на ВМРО-ДПМН не добил никаква помош за разлика од малкумината кои што се дел од власта од страна на оваа влада. Континуирано се под притисок, но сепак со храбро, честно, транспарентно работење, тие можат да испорачаат голем дел, би рекол, од она кое што беше ветено за време на кампањата на локалните избори во 2021 година. Јас му честитам на Боби, честитам на тимот во општината, на советниците, честитам на пратениците од овде, од Гази Баба, за ова што го прават и сакам само да им посакам и да ги охрабрам, дека уште многу треба да направиме за да луѓето бидат задоволни и да видат еден исчекор напред. Јас сум сигурен дека веќе следната влада на ВМРО-ДПМН ќе покаже и докаже дека можело поинаку и дека можело да бидеме различни, да не бидеме како овие кои што 5,5 години веќе ја пустошат, ја плячкаат и ја уназадуваат нашата Македонија. Ете, уште еднашка честитки, нека се множат вакви проекти. Ако имате вие некои други прашања, ете ви стојам на располагање да дадам одговор. Мицковски, како ја коментирате последната одлука на владата во однос на она замрзнување на цените? Од вчера имаме и нова одлука за задолжително производство на белиот и полубелиот леп, а оние кои што нема да ја почитуваат одлуката ќе бидат санкционирани. Најпрво сакам да истакнам дека граѓаните треба овој основен производ, лебот, да го добијат по најниска цена која што треба да имаат. За жал, екзибиционистичките политики, лошите политики на оваа влада, големата инфлација, рекордна во Европа, ја се објавува и на социјалните медиуми дека Македонија има двојно поголема инфлација во јануари 2023 споредено со инфлацијата во Европската унија, доведе до тоа да ние денеска покрај тоа што пред неколку месеци имаше редици за нафта и за бензин, денеска имаме празни рафтови за леп. Се подсетуваме на оние години од поранешната држава кога за жал основните артикли граѓаните не можеа да ги имаат на располагање. Затоа често пати споменуваме дека оваа влада треба да замине. Колку подолго седи таму, толку повеќе системот и институциите се нефункционални и толку побрзо Македонија назадува. И тоа не е некоја тајна. За жал, повторно имаме луѓе минимум 61 кои што во парламентот и покрај тоа што го збореа на неформални состаноци сепак крена два прста или притисна на копчето таму за поддршка на таа мини реконструкција на владата и ќе мора уште неколку месеци да се позанимаваме со неспособната влада и со погрешните политики. Токму поради тие погрешни политики и решенија кои што се изнудени, нас денеска ни се случува да ни се празни рафтовите и да граѓаните го немаат основниот производ на располагање, а тоа е лебот. Ке повторам, колку побрзо заминат, толку подобро ќе биде за Македонија. Господине Мицковски, постојано гледаме дека има дојави за бомби во училиштата. Дали вие на тоа гледате како слабост на системот? Јас денеска добив уште пошокантна информација, не знам колку е точна. Треба да се провери со неколку директори во училиштата во Скопје и во основните и во средните, дека биле посетувани, повторно поставувам како дилема, биле посетувани од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи и биле советувани да ги игнорираат дојавите кои што стигаат на службените имейл адреси, односно на електронска пошта. Да ги игнорираат, како тоа да не се случува. Па дури и некои биле советувани и воопшто да не го отвараат електронската пошта. Со други зборови, председателот молчи кога треба да е нагласен, наместо сега кога сме
цел на ЕВЕ според нив хибриден напад да го свика Советот за безбедност, тој молчи, тактизира, не добива насока од неговиот стопан, никаде го нема. Ке го слушнете тук таму со по некоја екзибиционистичка изјава, никаде го нема. Министерството за внатрешни работи, ако ова е точно, аматерски се однесува, односно наместо да спречи, да превенира, тие дополнително го загрозуваат безбедноста на учениците, а Министерството за образование и наука, јас немам што повеќе да додадам за тој министер таму, кога измина годината, се уште нема учебници. Станува збор за епска неспособност и епски најнеспособниот министер, кој што за жал поради определени коалициски гимнастики се уште е министер за образование. Но не за долго, реков, месеци не делат, кога конечно Македонија и граѓаните ќе се ослободат од овие неспособни луѓе, ќе дојдат луѓе кои што знаат како да се справат со предизвиците. За жал, повторно ќе кажам, денеска ние се соочуваме со максимално криминални и неспособни политичари кои што немаат стратегија и не знаат како да се справат со предизвиците, а жртва се најмилите, а тоа се нашите деца, учениците, без разлика дали се тоа во основните или во средните училишта. После екзибициите со ковид, денеска еве веќе со месеци сме сведоци на епска неспособност од страна на надлежните ресорни министри. Дали на некој начин вие парticipирате да ги кажете аргументите против и дали власта ви доставија некаква понуда за оно што го кажа вице-премиерот Груби, практично предлог на иста седница да се гласат прво уставни измени па распуштање на Собранието? Јас тој не би го коментирал, нити предлог, нити човек што го дава тој предлог. Дадовме контра предлог да одиме на избори без техничка влада, да го смениме законот и веднаш да одиме на избори, да не губиме време. Еве, не треба техничка влада, повеќе не знам ако тие се навистина убедени во тоа што го зборат дека се многу силни, еве, ние велиме без техничка влада, со ваши министри, ако законот е пречка да влеземе во парламент, да гласаме измени на законот каде што нема потреба од техничка влада, само да го забрзаме процесот да може да заминат, затоа што колку подолго останат, толку повеќе проблеми Македонија ќе има. Уставните измени не се ни проблем, затоа што никој не ги ни споменува уставните измени. Ние имаме лоповлук на секој чекор. Епско високо ниво на криминал и корупција. Хибриден напад според нив, а јас би рекол неспособност на дело околу дојавите со бомби. За здравството не сакам ни да зборувам, самите сте сведоци што таму се случува, односно не се случува. За другите делови и веќе и не знам што повеќе да кажам. Значи, ако вие ги прашате граѓаните кои се вашите приоритети, тие ќе ви набројат најмалку 15 други приоритети и ако не ги подсетите на уставните измени, никој нема ни да ги спомене, бидејќи тие не се ни приоритет, не се ни проблем, бидејќи тоа го не постои. Во очите на луѓето не постои, само постои во главата на неколкумина политичари во владата кои што верувајте ни самите не веруваат дека тоа е добро. Тие мислат дека ако насила тераат процес на уставни измени, тоа ќе ги спаси нивните политички кариери. И треба секој еден политичар и пратеник во парламентот да знае, уставни измени не се вклучување на дел од бугарскиот народ во преамбулата, туку спас на политичката кариера на Артан Груби, на Али Ахмети, на Димитар Ковачевски, на Бојан Маричич и останатите. Треба секој еден да знае, кој што ќе седне и ќе размислува дека сега не гласа нити за европскиот пат, нити за интеграција, туку гласа да продолжи криминалот, гласа да продолжи корупцијата во Рек Битола и тендерите во 4 очи, гласа да продолжат повеќе, условно кажано, несреќни случаи како од Беса Транс, како од Ласкарци, како од модуларната болница во Тетово. Секој оној кој што мисли дека гласа за промена на преамбулата, не гласа за преамбулата, гласа за да продолжи срамот, да продолжи апартхеидот, да продолжи угнетувањето во Македонија. Тоа е вистината. Не е вистината дали ние ќе го вклучиме дел од бугарскиот народ или тоа ќе ни обезбеди пат за Европа. Тоа значи ден повеќе на овие криминалци во владата да го плячкаат народот и Македонија да биде овиена со неспособност. Тоа е сега веќе дилемата. Нема врска ова со Европа.
Нема ова врска ништо друго освен со криминал и пари кои што го крадат народот. Секој оној кој што ќе размислува експерт, пратеник, политичар, треба ова да го има пред себе. Дека поддршката е директна поддршка на криминалот што се прави во Македонија, на безидејноста, на уништувањето, стимулира уште неколку фамилии денеска да ја напуштат Македонија. И тоа не е битно дали се македонци, албанци, турци, власи, срби, роми. Стимулира Македонија да оди чекор на насет. Секој треба тоа да го размисли. Ова не е поддршка или пат за Европа. Ова е директно поддршка на криминалот. А доколку има работни групи, вие би прифатиле да бидете дел? Бидејќи Ковачевски повика дека сите политички чинители ќе бидат повикани како дел од консултациите, дали конкретно ВМРО-ДПМН ќе прифати да биде дел од овој процес? ВМРО-ДПМН е државотворна и сериозна партија. 28 април беше 2022 година. Јас имав пресконференција и понудив 4 тима. Вториот тим беше тим кој што ќе работи на политика меѓународна и тим кој што ќе работи на преговорите со соседна Бугарија. И реков, сите овие 4 тима ќе работат про боно. Екс анте понудивме решение. Екс анте, значи пред да се случи. После тоа, кога дојде тој процес, им рековме немојте да прифаќате нешто кое што не можете да го испорачате. Најпрвин тоа е промената на уставот, бидејќи се потребни 2/3, а потоа да прифаќате и вклучување во преговарачката рамка на билатералниот договор со Бугарија. Не послуша, прифатја. Потоа им велам неколку месеци назад. Ајде на избори додиме, бидејќи создадовте проблем. Имаме проблем, сега пред нас имаме проблем. Ние, кога ќе го прашате народот, огромно мнозинство вели да, ние сакаме Европска унија, но малте не акламативно, со консензус македонците велат не прифаќаме промена на уставот, а огромно мнозинство се против францускиот предлог. Граѓани, дали се македонци, албанци и така натаму. Значи ние имаме проблем. Затоа велиме ајде на избори, па секој од политичките чинители да понуди решение за решавање на овој проблем, затоа што составање пиштол на глава не се решава овој проблем. Нема да го решат така. Нема дека повторно за уши да ги тегнат и да ги носат во парламент. Такви нема сега. Јас ви гарантирам дека нема. Дали сметате дека Така што, само да завршам, така што, ке се вратам на првиот дел од она кое што го кажав. Ние седнавме, ако се сеќавате, во клубот на пратеници, подпредседателот Николовски, пратеникот и членот на извршен комитет Милошевски, седна, тогаш беше пратеникот Трајанов, од таа страна беше Бојан Маричич или веќе не знам кој све, и ние кажавме што ни пречи. Јас седнав со Ковачевски и му кажав што ни пречи. Ние сме седнале веќе и сме кажале што ни пречи. Не гледам причина зошто повторно истото да го повторуваме. Нема нешто сменето, нема околности сменети. Не сме издегле ние пред народот да му кажуваме на народот дека ќе менуваме устав. Ние сме издегле пред народот како и они да обезбедиме иднина, да обезбедиме подобар стандард, да обезбедиме повисоки плати, поквалитетно здравство, подобро образование. Они све ова прават обратно, а испорачаат тоа што не ветиле, односно се обврзаа дека ќе испорачаат тоа што не ветиле, а тоа се уставни измени. И конечно да завршам, до кога Македонија и народ во Македонија за да направат некој чекор напред во интеграција меѓународна, ќе треба да го менуваат уставот. Па уставот ни стана пиши бриши. Да му е срам на човек, а со сите уставни експерти со кои што разговарам, сите истото го вика. Па ваков срам никој повеќе, нити една држава во Европа не дојде. Доста е веќе дека престанат со глупостите. Треба да работиме да ги решаваме реалните проблеми на граѓаните. Никој не ја смета оваа операција на менување устав за реален проблем. Никој не ја ни смета како проблем. Господине Мицкоски, споменавте криминал и корупција, секој ден има нови скандали и афери. Околу последниот скандал објавен во медиумите околу продажен договор за хотел кој што го купува лице близко до Дуи, а е дел од една поголема сделка поврзана со изградбата со автопат со Влац. Видете, тоа е уште еден само сликовит пример дека не се гласа за променен устав, туку се гласа да ова продолжи. Да ова продолжи. Да криминалот продолжи. За по цена на гасонера се купува хотел на Попова шапка.
има ли поеклатантен пример за срамот и за криминалот кој што ни се случува? Значи, по цена на гарсонера се купува хотел и е платен според она што можев да го прочитам од медиумите, од лице кое што е блиско до раководството на Демократската унија за интеграција. И сега што треба ние повеќе да зборуваме? Просто човек да се срами што е дел од оваа политичка сцена на која што мора да го дели просторот со тие луѓе. Велите дека не преговарате, немате причина зашто би седнале на лидерска средба. Велите за пар месеци дека ќе има и нови избори, тоа се мислите на редовните или на предвремени, не ве разбрав баш најдобро. Но што ќе направите, ете, доколку цела година имаме ваква ситуација, како граѓаните, односно вие, ќе помагате кон европскиот пат и односно за подобра живот на граѓаните? Бидејќи ова ситуација како позиција? Да, бидејќи ги споменавте граѓаните, вчера излезе анкета. Граѓаните имаат јасен став. Граѓаните велат македонците со акламација се против, а останатите огромно мнозинство, 65%. Дури ако сум во право, ќе ме коригирате ако нешто погрешам, мислам дека 59% дури од гласачите на СДСМ се против промена на Уставот. Вчера излезе анкета. Значи, ако се повикуваме на граѓаните, тие имаат јасен став. Ние не само што не треба за ова да разговараме, него не треба ни сега ни вашите минути да ги губаме дека во одговор на прашањето. Затоа што граѓаните се јасни. Но исто така се јасни дека да сакаат европски пат, како што сите други европски граѓани го одеа. Таков европски пат сакаат. Без билатерални прашања, без услови, без ултиматуми. Таков европски пат сакаат. Јасни се граѓаните. Да немаме тука дилема. Они рекоа, еве на сите јавни мерења, не велам ја, вчера излезе независна куќа, вика 85% од македонците викаат не, а 65% од граѓаните викаат не. Разбирам, но ете, така што тие се јасни. Ситуацијата и цела година вака треба да стои. Тоа ќе го прашате, предпоставувам, на следната пресконференција Димитар Ковачевски, што мислел кога ветувал нешто што не може да го испорача. И го ветувал она кое што е спротивно тоа што го мислат граѓаните. Господин Мицкоски, власта ве обвинува дека на средбите со дипломатите, со странските дипломати, ветувате, нели, доколку дојдете на власт, ќе спроведете уставни измени. Дали сметате дека меѓународниот притисок тука ќе надвладе во однос на одлуката за вашето учество? Не, видете, јас нема да ги коментирам и да се спуштам на тоа ниво како што тоа го прават владини представници и тука очекувам реакција од дипломатите во Македонија. Но јас тоа што го зборувам јавно, еве пред цела македонска јавност го зборувам и кај нив. Сето ова што го кажав, истото го зборам. Сега имаме проблем, не е народот крив, не е виновен народот. Нити вие, нити ние, никој не е виновен. Некој го создал овој проблем. Неодговорно е, ако ние велиме дека нема да бараме начин да го решаваме. Тоа е прво. Еве ова што вас ви го кажувам, тоа го зборувам и таму. Да не верувате што ви кажуваат луѓето кои што 100 пати ви излажале до сега. Каков кредибилитет има Бојан Маричич или Артан Груби кога зборува? Еве, прашајте го народот овде. Каков кредибилитет има? Господине Мицкоски, денеска пресконференција одржа премиерот Ковачевски, меѓу многу... И уште една работа, само да се дополнам. Се додека промотор, запамтете ме добро, е Артан Груби, Бујар Османи, Али Ахмети, Димитар Ковачевски и Бојан Маричич, не само што ќе расте чувството кај граѓаните негативно, туку и ќе се зачуда за неколку месеци ако не биде и 100%. Не се овие луѓе кредибилни да го водат овој процес. Не се овие луѓе кредибилни промотори на овој процес. Овие луѓе нема никаков кредибилитет кај народот да го убедат дека тоа е исправно. Сакам ова секој да го знае. Од Брисел, преку Париз, преку Берлин, Виена, Софија до Скопје. Се додека овие луѓе се промотори на ова, се повеќе ќе расте евроскептицизмот. Зошто? Затоа што фатат тие луѓе стануваат токсични. Тоа треба секој еден да го знае. Да, повелете. Ковачевски денеска јавно повика секој што има индиции за некакви нерегуларности околу изградбата на коридорите 8 и 10 јавно да се произнесе. Имате ли коментар? Јас
очекува вакво прашање, бидејќи имаше и пресконференција каде што беше поставено тоа прашање на премиерот Ковачевски и го слушнав одговорот каде што се препелкаше. Видете, ако може малце, Изабела, благодарам. Еве, јас носам и некои документи, за да може јавноста да биде сведок, за да не збориме на памет. Се надевам дека постојат документи, ќе имаме повеќе можности да зборуваме, дали станува збор за уставни измени или за епски криминал од неколку милиарди евра. Ова е записник од владата, од седница на владата, таа е 24-та седница на владата, 24 ноември 2020. Вице-премиер е Артан Груби. Заменик министар за финансии е Димитар Ковачевски, премиер е Зоран Заев. Точка 74. Вели вака. Владата ја разгледа информацијата за изградба на пруга Белјаковци Крива Паланка за периодот тогаш и тогаш како материјал за информирање. Владата заклучи сите државни институции и општини кои, внимавајте, кои реализираат капитални инвестиции поголеми од 1 милион евра во денарска противвредност, да не ангажираат шпанската фирма Ептиса од причини што истата неетички, незаконски и несоодветно постапила како надзор во поглед на првата фаза од изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковци. Одиме понатаму. 16.11.2021 Министерството за транспорт и врски ја надсинхронизира владата и дава позитивна референца на истата компанија Ептиса. Еве. Одиме понатаму. Се објавува тендер за надзор за изградба на коридорот 8 и коридорот 10А, автопатиштата. Крајен рок за поднесување понуди е 17 октомври 2022 во 11 часот. 7 дена пред истекот на крајниот рок се менува тендерската документација. И тоа се менува во делот за странски понудувач, доколку не се издава извештај за биланс на состојба и податоци од биланс на успех 19, 20 и 21 година, заверено надлежен орган. Тога се доставува копија од ревизорски извештај кои треба да бидат позитивни. Еве го, да бидат. Се брише ова да бидат позитивни. А зошто? Затоа што компанијата има негативни во последните 3 години. Одиме понатаму. Се продолжува рокот на 25.10. И замислете, најповолен понудувач е конзорциумот Ирада инженеринг и така натаму Италија, здружен со Ептиса Сервициос де Ингенерија СЛ. Еве, не ќе му ги доставам. На кого треба да ги доставам? На партискиот обвинител Ислама Бази, треба да ги доставам на антикорупцијска, на кого да ги доставам? Овие треба да одлучуваат за вашите 2 милиарди евра. Вие треба да се задолжите, кредит да земете, вашите деца, вашите внуци, тие пари да ги плаќаат. Ова е Европа. Ако е ова анти-ЕУ, тогаш јас мислам дека и Европа се срами што овие и го злоупотребуваат името. Еве, нека видат. Нека видат. Самите што правеле и како правеле. Нема да ги доставите овие документи? Еве ги. Еве вас ќе ви ги доставам. Повелете. Вие сте новинар, вие се грижите за јавниот интерес, повелете. Ви благодарам. Имате убав ден.